Добро вечер во Бизнис 365. Дубај е се поголем сон на обичните луѓе, но и на бизнис елитата од целиот свет. Каков е патот на странците до врвот во Обединетите Арапски Емирати? Во Бизнис 365 животната сторија за Игор и Виктор Нелепа, косопственици на компанијата која освен со трговија, влезе и во бизнисот со авијација. Да основаш бизнис во Дубај може би е лесно, но не е ефтино. За да обстанеш на пазарот, неопходна е подршка од локален партнер. Ова се бизнис советите од Игор Нелепа, кој заедно со неговиот брат Виктор повеќе години менаџираат со македонско-австралиската компанија во Дубај, ПМЕ или Pacific Middle East. Главна дејност на фирмата е авијација или изнајмување хеликоптери за цивилни намени. Па се почне со еден ентузијазам. Значи, можам да кажам слободно дека не постоеше ни план дека оваа компанија ќе се развие толку добро и до тоа ниво како што постои денеска. Господинот Виктор и господинот Кент беа пријатели од претходно, решија да основат компанија која што на почеток беше вистински мала. Меѓутоа самиот маркет едноставно не одведе во насока да се развиеме во оваа компанија која што сме денеска. Нашата сфера на делување беше секаде наоколу освен во Дубај. Значи присутни сме во Авганистан, во Индонезија, во Австралија. Меѓутоа сега решивме да отвориме операции во Дубај, така да склучивме партнерство со еден локален шејк и ќе почнеме да оперираме како прва хеликоптерска компанија. Тежок бил патот на пробивање на овој пазар, раскажува Игор. За да се регистрира фирма во Дубај, минимум ви требаат $10,000. Ако сакате како македонец да работите на овој арапски пазар, тогаш имате две алтернативи. Вашата фирма да работи во слободната зона или да основате компанија со локален партнер кој ќе поседува 51% од акциите. Нелепа вели дека пресудно за успехот бил ентузијазмот, но и соработката со локалните бизнис партнери. Овој маркет е стварно тежок да се проби, овдека се присутни сите компании, сите брендови од целиот свет. Меѓутоа јас се надевам искрено дека ќе најдеме простор каде што би можеле да се вклопиме. Браќата Нелепа не забораваат од каде доаѓаат. Македонија им е во срцето, па затоа и лобираат што поголем број македонски компании да работат на арапскиот пазар. Веќе соработуваат со Витаминка и Прилепски Еврокомпозит. Значи PM International е група на компании. Тоа може да од малце патриотски причини сакавме едноставно да го промовираме македонското стопанство на овие простори. Така подпишавме ексклузивни договори со Еврокомпозит 11 октомври од Прилеп, која што е наша државна компанија, се бави со производство на опрема за одбрана, одбранбени елементи и такви ствари, како непробојни панцири, шлемови. Исто така се подпишавме ексклузивен договор со Витаминка од Прилеп. Веќе има некоја количина која што ја повлековме овде, го тестираме се уште пазарот, значи даваме се од себе да Македонија ја донесеме во Дубај. Нивната компанија веќе брои над 20 вработени. Доминираат македонци. Има австралијанци, германци, бразилци, филипинци. Австралијанецот Кент е нивниот партнер во бизнисот, кој очекува успеси во авијацијата. We have brought, I think, the best of both worlds. European international exposure, and also from Australia, particularly for Asia. We brought a lot of this together, the business opportunities. We think a lot, even though we are obviously from different countries and different cultures, we tend to get on very, very well. We think well on the same methods in terms of business and how we should achieve business and the type of business that we need to get across. But the cooperation between both is fantastic. It's good. It's very good. So it's been the catalyst for us to each year to expand and to develop further and further. And we have a very good game plan for the next 5 years. And I think we're going to get there. Our future plan is we have a 5-year commitment. We want to not just to be a international player in terms of aviation and logistics and the trade that we do. What we want to do is also be recognised as a serious company that is involved in aviation, and that at the end of the day that we are recognised by our partners and international companies, and we give them the status of a serious company. I think we've done wonderfully well in the last 5 or 6 years now. We've established ourselves. We have credibility as a company.
We've been able to break into markets that probably were not traditionally good for us, but we've been able to prove ourselves. So I think what we need to do is take that exposure, take that experience, and really put us up on the shelf. It's not to be number one, but it's to be up there in the marketplace. I think we're going to do it. Како е да се води бизнис тука и кој е патот до успехот? Never give up. Never give up. It is a very difficult marketplace. The reason we felt that Dubai was the right place for us was because it's the centre. It's very close to Asia. It's very close to Europe. You have a wonderful mix of culture. You have many international companies coming into Dubai who want to operate. But in saying that, you have to never give up. There's a lot of people who want to do what you're doing, who want to break into the market. It's not easy. You can risk a lot of money and risk a lot of reputations, but you just have to keep on pursuing your dream. And that's the only thing you can do. So if you have something you believe you can achieve, you have to push and never give up. I think realising that there was more... I've always worked internationally. I've always been involved predominantly in Asia. And I thought that there was an opportunity to come here and experience a whole new world. And that's when I originally came across many years ago. And it's been fantastic. So it's just that the opportunity that to work in an environment that we would not normally work in. Dubai was young, it was exciting. People were talking about it, they were excited by it. And we thought that this is a young city that we could then really make our mark. And that was the reason that we come across. I like the way of life. There's many things that you do need to get used to, obviously. But to be honest, I think it's a very free society. It's a very open society. You can do anything you want to do, provided you abide by certain laws and regulations, both in business and private. But I think it's a wonderful lifestyle. And I think we're very free. We travel, we enjoy, and there's very few limitations. И останатите не го кријат предизвикот. Бразилката Марина Форман е пилот. Таа веќе 2 години ги пренесува своите искуства и знаења поврзани за авиацијата. A year ago, I was invited to be Director of Flight Operations for PME Aviation. I am here in UAE since 2011. So this short period of time that I'm here, I understand that all these restrictions that once in a while we have seen in TV regarding how women can work in UAE does not exist. The opportunity is there. If you know to do your job, you are going to have all the credit that you deserve. So we have been working in a very close environment where my contribution is the very same as all the other managers that they are amazing and work with me. So I'm very happy to say that this company is taking off in a beautiful format where I can print all my knowledge that I have been having during all these years working abroad. What is your position here? I am a Director of Flight Operations and Safety Manager. So I am in charge of the safety part of all the operation. It's a key position because everything is based on safety first. So it's very demanding, at the same time it's very rewarding. My life is here. Actually, I'm not living in Dubai. I'm living in Ras Al Khaimah because our base is there. We are operating from Jazeera Aviation Club. And when I was living in Dubai, it was great. It was very good. Dubai is a beautiful, amazing place. Nevertheless, Ras Al Khaimah has a kind of different beauty. It's nature. We have a desert, we have mountains, we have ocean. We have everything. And we don't have the busy life, the heavy traffic that we have here in Dubai. So under all the aspects, I'm very happy in Ras Al Khaimah. It's way more traditional other than Dubai. Dubai have a lot of influence from tourists, so they tolerate a little bit more like short sleeves or things like that in name of the tourist. Ras Al Khaimah is not this way. So I'm always concerned with being in a way that's make part of the culture. Иако живеел и работел во Америка и Европа, германецот Майкл Еп вели дека Дубај е нетипична средина која нуди можност за голем напредок. My position here in PME is a role of
Chief Operating Officer. As this word is saying, I'm taking care of all operations of PME worldwide, whether this is aviation related or trading related or purely consultancy related. I'm with the company since a little bit more than a year now, and I live in Dubai. The main difference between any European country and Dubai is certainly that Dubai is extremely international place. So it's a multinational place, a multicultural place where so many different people meet and doing business together, and there is no place in Europe you can imagine where something like that happens. So that's certainly the main difference between the two places. Yeah, but it's a while ago. I'm here since a while. I had a position in Dubai for 5 years almost previously, and I was with a German company, but I was based here in Dubai also. But before, you're right, before I worked for 4 years in the United States. Life is good, as life can be good everywhere. So you have to get accustomed to it. Dubai and the UAE certainly offers a lot. You can live a very good lifestyle here, but it's also related to work, and of course you need to work hard here also to earn your money. It's not a walk in the park. Скромноста, работата и вербата за успех ги вивна нелепа до врвот во Обединетите Арапски Емирати, но велат имаат уште многу предизвици во центарот на парите. За да водите бизнис во Дубај како странец, поволности ви нуди најголемата економска зона во светот, Джебел Али. Таа нуди бенефиции за компаниите кои сакаат да имаат фирма во центарот на парите. Во Дубај нема никакви даноци, нема ДДВ ниту персонален данок. Се што ќе заработите завршува во ваш джеб. Во пракса, исклучок од ова правило се странските банки и нафтените компании, кои се оденочени од страна на државата. Странските банки се одраčуваат со 20% од нивните приходи остварени единствено во Обединетите Арапски Емирати. Нафтените компании пак плаќаат фиксна стапка на данок од 55% од приходот остварен во Дубај и 50% данок на приходот остварен во некоја од другите емирати. Исто така, овие компании се обврзани да плаќаат за ексклузивното право за производство на нафта. Бруто домашниот производ на Дубај во 2011 изнесуваше 83 милиарди долари. Иако домашната економија на Дубај се потпира на нафтената индустрија, приходите од нафта и природен газ во моментот се само 7% од вкупните приходи во Обединетите Арапски Емирати. Нафтените резерви на Дубај значително се намалени, а се очекува да бидат исцрпени за 20 години. Минималната плата изнесува 100 евра, а се заработува и по илјадници евра. Стандардот е висок, животот е скап. Дубај е скап град. Според пресметките, на едно 4-члено семејство му требаат месечно 4000 долари за да плати кирија, да купи храна, но и да му обезбеди образование на своето дете. Банкарскиот систем е развиен, ги има сите светски банкарски брендови. До кредит се доаѓа лесно, ако си вработен. Банката сама нуди поволности, ниски камати за да привлече клиенти. Ова зад мене е финансискиот центар на Дубај, но и берзата, која по неколку годишна стагнација заради кризата повторно буди интерес кај инвеститорите. Во Дубај е сместена и најголемата слободна зона во светот, Джебел Али. Во неа работат 5500 компании од 120 земји. Нуди големи поволности и привилегии за компаниите. Ако сакате да инвестирате во Дубај како странец, тоа може да го сторите само во слободната зона или во договор за спонзорство. Дубај не живее од нафта, туку од туризам. Само изградбата на Бурдж Калифа донесе долгорочни придобивки за економијата. Значајна е местоположбата на Дубај, бидејќи е центар меѓу Европа и Азија. Дубај нуди можност за економска соработка со Македонија. Македонија се уште нема воспоставено дипломатски односи со Обединетите Арапски Емирати. Прв чекор за соработка направи бизнис заедницата. Сојузот на стопански комори оствари средба со Стопанската комора на Дубај. Двете комори се заложија за идна бизнис соработка.
Бизнисмените од двете земји се заложија за засилување на економските врски. Дубај е многу атрактивна дестинација која што се развива преку ноќ, која што е толку светски позната, а ние до сега немаме никакви воспоставени нити дипломатски односи, нити бизнис релации. Затоа го избравме Дубај да може да донесеме нешто наше во оваа земја во која што 80% од населението се странци, само 20 се домашни. Значи Дубај е еден огромен пазар на кој што може ние да ги пласираме, поготово нашите агропроизводи, па понатаму фарминг, значи животински производи, па кондиторска индустрија, прехрамбена индустрија и така натаму, значи нешто што можеме да го искористиме како извозен пазар. Се надевам дека македонските бизнисмени ќе може да одговорат на количината на овој пазар, имајќи предвид дека Fly Dubai и го спонзорираше ова наше патување и има 2 лета неделно, се надевам дека ќе воспоставиме блиски релации во бизнис секторот, а и со владата. Дубај е магичен град, арапски символ на луксузот, место кое во последните години доживува градежна, технолошка, бизнис, модна, културна експанзија. Привилегиите на раскошот ги чувствува и македонецот Игор Нелепа. Таму е 5 години, а брат му двојно повеќе од него. Ова е една многу нетипична средина, која што ја мислам дека не постои во светот. Тоа е толку мултикултурна средина, така да овде живеат преку 200 националности. Нема простор за политички превирања и расправи, или единствено мотивот е уживањето и економскиот напредок. Распонот од минималната плата во Дубај, која што се движи некаде околу 100 евра, до некои плати кои што се бројат во десетици илјадници евра. Така да, кој ќе кажете што е добра плата во Дубај, тоа е многу тешко прашање да се одговори. Отидовме во неговиот дом. Се наоѓа во елитна населба. Впрочем, таму и нема неелитни места. Близу гордоста на Дубај, највисоката зграда во светот Бурдж Калифа. Вели дека критериумите да се живее во овој дел на градот се многу високи и таму може да се сместат само оние кои добро заработуваат. Животот во Дубај, стандардот на живење е стварно на еден повисок ниво. Па да не кажем дека 80% од стамбените згради се као обавезно да имаат базен за капење, мора да имаат сала за вежбање, така стари. Тоа е поставено како некој стандард на живење, каде што секој станар веќе тоа го бара како некоја обична работа која што треба да постои во комплексот. Добар бизнис во Дубај има и Абдула Алмазруки, води холдинг компанија чија основна дејност е нафтата. Дубај е нетипична средина, но нуди можност за добар живот. Иако имам само 34 години, веќе имам 5 деца и успешно раководам со неколкуте фирми што ги поседувам. Дубај е скап град, се заработува многу, но и многу се троши. Има ресторани каде што за една чаша вино ќе треба да платите стотици долари. Сепак, како странец не може сам да основате компанија, туку може да работите само во слободната зона на Дубај. Никогаш не би размислувал да го напуштам ова магично место, емират кој се грижи за локалните жители. Дубај представува водечки центар на бизнисот и туризмот на Средниот Исток, како економски лидер на Обединетите Арапски Емирати. Оваа метропола буквално ги воодушевува туристите со своите фасцинантни убавини, луксузни хотели, модерни центри, облакодери, водени површини, јахти. Најскапиот и највисокиот хотел, најдолгиот мост, најголемите шопинг центри, сите уникатни градби се наоѓаат токму во Дубај. Во Дубај нема криминал, или сите девијантни појави на модерниот живот се сведени на минимум. Државата многу вложува во образованието. Целта на лидерите на Обединетите Емирати е Дубај да стане град на иднината. Последниве години тие го остваруваат својот сон. Во Дубај животот е скап, а стандардот е висок, но ако добро заработувате, може да си дозволите и луксус. Дубај е 7-та најпосакувана дестинација за туристите од целиот свет. Годишно го посетуваат 7,6 милиони луѓе. Туризмот е важен дел од владината стратегија за привлекување странски капитал во Емиратите, па затоа целта на Емирот е до 2015 бројот на туристи да биде двојно поголем – 15 милиони посетители годишно. Главна атракција за туристите е шопингот, а токму Дубај е наречен шопинг центар на Средниот Исток.
Тука е лоциран и најголемиот трговски центар во светот, Дубај Мол, место во кое може да се најде секоја марка, што значи нешто во светот на модата. Во Дубај скапо се живе, ама може добро да се заработи. Тоа е императив за локалните жители. Мнозинството од нив се занимаваат со туризам. Предходно најмногу работев со Ирак. Сега повеќе работам со земјите од поранешна Југославија. Работам со визи, резервации на хотел, сафари, обиколка низ градот, се. И зависи, некогаш се заработува многу, некогаш помалку. Сите политички ситуации што се случуваат многу влијаат на работата. Еве пример, работев со Египет и со Сирија, многу работевме. А предходно и со Ирак многу повеќе работев. Многу убаво заработував. И одеднаш кога почна војната во Ирак, се пропадна. Потоа почнав со Египет и со Ирак, и нив им забранија да влегуваат поради ситуацијата кај нив. Така што никогаш не се знае, но не можам да се жалам. Туризмот овде секогаш добро оди. Освен туризмот, во силна експанзија во овој магичен град е и бизнисот со недвижности. По кризната 2009 во градот повторно отсути продажбата на нови куќи и станови. Се издаваат и елитни куќи, се вртат милиони. Една од поелитните населби е Емиретс Хилс, многу зеленило, голф терени и базени, им дава душа на елитните вили. Ова е една од најлуксузните населби во Дубај. Тука живеат богати луѓе, кои имаат убави, големи куќи, но оваа населба изобилува и со зелени површини, голф и тениски терени. Во внатрешноста на населбата има дури и вештачко езеро. Во Дубај има повеќе од 700 хотели. Најскапиот е Бурж Ал Араб, лоциран на вештачки остров на 280 метри од плажата Џумаира Бич. Овој луксузен хотел неофицијално има 7 звезди. Најевтиното ноќевање чини $1000, а за да спиете во кралскиот апартман, ќе треба да платите дури $28,000 за една ноќ. Бурж Ал Араб е проект на архитектот Том Рајт од лондонската Аткинс, истата куќа која стои зад проектот на собрата Рој во Љубаниште. Овој хотел се градал 5 години, а неговата изградба чинела $650 милиони. Во Дубај речи си да нема хотел кој не е луксузен. Ова зад мене е еден од најлуксузните хотели во Дубај, Атлантис. Има 5 звезди и дневно е посетен од голем број туристи од целиот свет. Го посетуваат актери, вип личности и бизнис елита. И највисоката зграда на светот е лоцирана во Дубај, Бурдж Калифа. Таа е вистинска атракција за туристите. Има 168 ката. Во неа има станови, но и деловни простории, а единствениот хотел во светот на креаторот Армани се наоѓа токму во овој влакодер. Овој град е познат и како град на злато. Во него има над 250 продавници за злато. Сепак, за богатството на Дубај придонесува големото количество на нафта. Дневно во Дубај се произведуваат од 50 до 70.000 барели, а резервите на нафта се доволни за наредните 30 години. Дубај е најпопуларен од 7 други емирати. Со монархијата владее Мохамед Ал Мактум бин Рашид. Неговата цел е во Дубај да живеат само богаташи, а сиромашните постепено да станат богати. Ова магично место е топ дестинација за джет сетот. Девид Бекам и Бред Пит се меѓу звездите кои имаат вили на најпознатата плажа Џумаира Бич. Бекам уште во 2002 си купил куќа од 1,6 милиони евра на Палмата во Дубај, а во 2009 се подновил и со нов луксузен апартман од 5 милиони евра, лоциран во највисоката зграда Бурдж Калифа. Акторот Бред Пит има приватен остров во Дубај, а островот неодамна поседува и оскаровката од филмот Девојка од $1,000,000, Хилари Свонг. Дубај е привлечен за македонците. Над 4000 луѓе веќе заминале на работа во арапските земји. Сонја Јованова Наумовска ги има деталите. Земјите од Блискиот Исток се новите дестинации за сезонска работа. Наместо Грција, Црна Гора и Хрватска, како што досега беше пракса, македонците масовно бараат работа во Катар и Дубај. Шансата да заработат повеќе ја бараат не само младите и невработени, туку и луѓе кои сакаат кариера. Во моментот, според неофицијални бројки, во Катар и Дубај на работа се заминати близу 4000 македонски граѓани. Предноста на овие земји е тоа што освен плата и здравствено осигурување, на вработените им се обезбедува и авионски билет, сместување, храна и превоз. Во зависност од работната позиција, платите се движат од $500 до $1000. Агенциите кои посредуваат при вработување велат дека оние што бараат работа во Катар и Дубај поаѓаат од идејата да спечелат поголема сума пари за кратко време. Релативна е можноста да некој заработи, затоа што платите секаде се намалени.
Значи таа тенденција мислам дека ќе продолжи оваа година. Може би единствена можност каде што се уште може да се заработат во пократок период одредена сума на пари е работата на брод. Токму од работа на брод има најмногу позитивни искуства, бидејќи освен добра заработка нуди можности за посета на поодалечените земји. 4 години си го безбедивме и станот и кола плюс дополнително, значи се заработува од 1000 до 1500 евра месечно. Посредниците при вработување објаснуваа дека во моментот поради кризата во соседството, но и во европските земји многу е тешко да се најде привремена работа. Црна Гора како најчеста летна дестинација за сезонска работа ги намали квотите за странски работници, а ако порано платите се движеа до 700 евра, сега се намалени за 40%. Исто и во Грција настана драстично намалување на платите, кои своевремено се движеа и 1000-1200 евра. Оваа година, ако се најде можност за вработување на плата која е над 550 евра, тоа е голема среќа. Според последните информации од македонските амбасади, од Македонија во странство заминале до 5000 работници со работни дозволи. Се надевам дека уживавте во убавините на Дубај, во луксузот и раскошот што ги нуди ова магично место. Останете на Прва и имајте пријатна вечер.